Православните христијани во исчекување на Христовото воскресение Великден. Велика сабота е денот меѓу смртта и воскресението, меѓу петок и Великден, денот што ги спојува распнувањето и радоста. Ова е втор ден на христијанската жалост, тага и молк. Во сите православни храмови верниците оставаат црвени јајца и поминуваат под маса која го означува гробот на Исус Христос. Се прават и последните подготовки за вечерната воскресна литургија во Скопскиот соборен храм и утрешниот ручек во кругот на семејството. Вечерва ќе се причестиме, нели? Ќе кршиме јајца и ќе се молиме за подобро утре, за здравје прво, па се другото ќе ни дојде. Великден ќе си го славиме со семејството дома. Утре ручек се прави, се знае, со јагнешко и со јајцата ги кршиме. Само 2-3 дена после, ти кажам, другите не, си признам. Нека напомаш Великден на сите, здравје, среќа, мир да имаме. Спрема важно ручек за празник, како се вика. Јагнешко? Јагнешко, пиле, има, не знам што се, важно богата трпеза. Па најверојатно ќе одиме кај домашните, сите ќе се собереме на традиционален ручек заеднички. Велика сабота е и последниот ден од 40-дневниот великденски пост. Сите верници кои се воздржувале од јадење мрсна храна ќе може да се причастат по објавувањето на радосната вест за Христовото воскресение. И верниците во текот на денешниот ден поминуваат, се поклонуваат пред гробот. Според нашата традиција, знаете, донесуваат црвени јајца и денешниот ден повторно верниците го продолжуваат во строг пост, бидејќи оваа сабота е единствената сабота во годината каде што верниците не конзумираат масло, односно е така наречена сабота на вода, строг пост. Околу 20 часот ќе пристигне и благодатниот оган од Ерусалим. За прв пат оваа година по влегувањето на Македонската православна црква Охридска архиепископија во канонското единство, македонска делегација присуствуваше на преземањето на благодатниот оган. Ова е прва година во која што директно од храмот со благослов на патриархот Ерусалимски ќе можеме да го преземеме огнот и да го однесеме во Македонија. Секако дека ова е значајно за верата, значајно за државата, значајно за нашите граѓани, значајно за нашата црква која што веќе се вбројува во големото православно семејство. Централното објавување на Христовото воскресение ќе биде во Скопскиот соборен храм Свети Климент Охридски, каде ќе богослужи поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан.